Мојата замисла во однос на хардкор менталитет е, стратешки се кажам, на долг план, луѓе од сите спортови да се обединуваат во насока на подобрување на вредностите во општеството, поготово за младите. Која смисла го кажам ова? Значи, развивање на спортски дух, добри вредности, борбен менталитет и мислам дека ни фали во момент. Борбен мајндсет, да биде она, баш хардкор. Преку спортот да се помагаме едни со други. Да се помагаме и да развиваме пред се младинава, зашто моје мислење е дека на тој план сме преслаби. Да го поттикнеме тој момент. Генерално и као народ сме многу физички слаби. За нигде сме. Генерално сме. Покреп психички. Покреп психички одел, тоа ќе стигнеме и до тоа. Welcome, шеста епизода и изгледа ние жаре си фативме ритам, секоја парна, ние со гостин и баш ми е мерак што си фати таков ритам. Знам дека начелно идејата ти беше само ја и ти да го дрвиме секоја епизода. Со occasional гостин. Ама баш ми е убаво што чат пат менјаме и секоја втора епизода си носиме една едукативна, гости. една гостин. На кратко само ќе кажеме дека денес го имаме Нино и пред да преминеме на зашто го имаме Нино на подкаст, на блузонот му пише хардкор менталитет. Затоа го имаме Нино на подкаст. Као фоллоуап на прошлата епизода. Пред да продолжиме, едно големо фала за нашите пријатели на подкастот. Ки ги видите во описот доле, има неколку фирми што нас ни помагаат на одреден начин, ваков или онаков. И големо фала и за нашите партнери во оваа приказна, а тоа е FitGuru, сервисот кој што носи здрави, вкусни, професионално приготвени оброци до дома. Секој ден од сабајле, си нарачувате цела недела, месец, како беше разни менија. И неделно и месечно, вегетаријанско, протеинско, fitguru.mk и за тоа ќе си има линк доле, кликнете си. Ако се решите да нарачате нешто, постои код кој што е BNC10 и тој дава 10% попуст, што не е малце. Фала до сите. Жаре, брат, Нино е твој другар од деца? Ние се знаеме преку спортските денови, кои игравме кошарка еден против друг. Ама кошарка е од деца. Да, и игравме ние, ривали не беа, плеймекер центар тогаш. И Нино едно време го снема од кошаркарските води. Ти беше у плеймекер? Он играше плеймекер у плеймекер. И се чувавме порано, ја бев малце физички поголем, тоа што е седмо оделение, он беше послаб. Ти беше поголем. Тогаш во седмо оделение. Нешто ти ма стикал. И Нино ми го снема од овако и одвеме, кај е Нино, кај е детево, кај е ова? Нино и кикбокс шампион тренер. Како бе викам кикбокс Нино? Не се закача, ако ти ја залепи едно она, тие детски глупости, знаеш. И добро. И како пораснаме, а после некој гледав такмичење имаше у Борис Трековски, се сеќавам. Да Хорнет беше, страшленот. И Нино беше main event, мислам, тоа се сеќавам, некоја полесна категорија. Сега ги разбирам ММА многу поише, тогаш ништо може и прва борба гледав у живот, да ти кажам. А не му идеш на кросфит сега? Идеше после на кросфит, па кај нас у сала кикбокс клуб има држеше Нино. Стартот на кросфитот кога беше, бевме пак заедно. Да, после со кросфит, ова пред кросфит ја ќе идам да го гледам, он се такмичеше тогаш. Па он прекина се такмичи, па дојде кросфит вежеше, па вежбавме заедно. Не му раскажувај са све на човек. И сега хронолошки, сега Нино ќе не однесе од почеток. Да. Чекај пред да преминеш. Од кај го најде Блузонов? Ова хардкор менталитет е идеја што си ја тераме и јас и некоја моја екипа. Имаме Инстаграм страна, направивме. Мислам, цела идеја е поврзана со тоа. На кратко, идејата ни е да поттикнеме младите да живеат спортски, да имаат спортски дух, борбен дух. Со хардкор менталитет. Па, грубо кажано, генерално така, да. Чекај, Инстаграм групата се вика хардкор менталитет? Да. Као бренд, движење. Некој движење, замислено како идеја да биде. Идеја е, тоест.
Чекај, ама спомна ја и моите дечки, мојата екипа. Па имаме екипа, него неформално, не е тоа дека е нешто формално. друштво, екипа, да, друштво другари. кое, да, кое тераме Кои се натака. тие? Што прават? Мешано е. И замислата е да биде така. Мојата замисла во однос на хардкор менталитет е стратешки се кажам, на долг план, Аха. луѓе од сите спортови да се обединуваат во насока на подобрување на вредностите во општеството, Добро. поготово за младите. Да. Во која смисла го кажам ова? Значи, развивање на спортски дух, добри вредности, борбен менталитет, се тоа што е поврзано, што јас и мислам дека ни фали во моментот. Прави тешки работи. Warriors mindset. Да, баш борбен мајндсет, да биде она, баш хардкор. Пак кажам, на пример, јас сега во моментов практикувам греплинг и вежбам баш на последен, Calisthenics. да, на стрит воркаут. На повторувања, тој дел од стрит воркаут, на голем број на повторувања. Аха. И сега мене не ми е замислата јас да се презентирам себе како тоа е најдобро нешто што треба да го правите, вежбајте шипки, меѓутоа, значи моето е окей. Жаре е кросфитер. Да се собереме јас, Жаре, ти, не знам, било кој што е на повисоко ниво на посветен на спортот и да правиме нешто што е заедничко. Например, тоа го гледам на следниот начин. Јас сум добар можеби во тој дел со голем број на повторувања, Жаре е добар во, не знам, во кросфитерскиве снеч, клиненџер, Килажи. килажи. Да научам јас од него, он да научи од мене, да битно да идеме по патеката на Не сме конкуренција, како се него не сме влага? уопште не го гледам како конкуренција. Како се влага у групава? Како Жаре сега да влезе у... Види, не е тоа таква како некоја група формално што ти треба да влезеш или да излезеш, него е баш движење, идеја, која во моментов ни е на прво скалило, да кажам, тек треба да се развива, ама генерално замислата е таа. Да одиме по тој пат Преку спортот да се помагаме едни да со се други. помагаме и да развиваме пред се младинава, зашто моје мислење е дека на тој план сме преслаби. Еве да видиме деца, на пример, еве и наша генерација, и ние памтиш на физичко што сме правеле? Сме вежбале некогаш на физичко нешто? Игравме фудбал ние. Да, ама клас на клас. Да, ама дали некој спортиста од таму селектиран, дали Не, сме учеле нешто повеќе од базични ствари. Двај базични. Јас кога се зезам на тренинг, кога се загрем, ајде викам физичко второ делени. До толку е бейзик, Гимнастика. ме разбираш, да. Утринска гимнастика. Утринска Јас, гимнастика. например, на тоа поле Така би е, сакал точно. како спортисти од целава држава, например, секој со своите квалитети да допринесе да го потикнеме тој момент. Генерално и као народ сме многу физички слаби. За нигде сме. Генерално зборам. Похреп психички. Похреп психичкиот дел, тоа ќе стигнеме и до тоа, ама Кафана, тие шеми. Ама не Да, знаеш спортот зашто ни е прашам. маргинализиран. Скрос си управо, што го кажуваш тоа. Значи генерално у просек луѓето се слаби. Не младина, не старина, сите се слаби, физички неактивни, психички, секако. А второ па, многу ми се свиѓа хардкор менталитет и како концепт и како идеја и како техника за одење низ животот. И сега за тоа прашав како се влага, не мислев како, не дека има Не, клуб и клуб, некој да. како Нема се Вибер зачинам. група да влезеш. Како да помогнам јас да ја ширам идејата, како да ја Еве, на како овој да начин вие проповедам помогнавте премногу. хардкор На менталитет. овој начин ти и Жаре помогнавте многу, пример. Што те викнавме тебе. Меѓу другото, тоа Ама што ќе како се- Жаре со кросфит да проповеда хардкор менталитет? Како јас со точак? Како да помогнам? Неформално, не е тоа некоја формална помош, значи јас знаеш како би го јас си идејата е Океј, таа, значи океј. како идеја, идеалистички го тераме, не е дека ние треба да бидеме дел од, на пример, не е тоа тим, па ние да сме дел од тимот, идеалистички да бидеме на тоа ниво. Јас на пример би го организирал, не знам, се собираме, договараме датум, јас, ти, Жаре, кој сака сам да дојде, се договараме на шипки, пример. Јасно. Во тој дел на мојот спорт, да речеме. Вежбаме, правиме тренинг кој јас ќе го смислам за да биде за сите изводлив. Не е дека јас таму ќе се докажам себе си дека јас сум подобар од Жаре Да, на да, згибови, него да Не, окей, за сега. учиме, работиме заедно ова. Утре Жаре не вика или ти не викаш да возиме точаци или не знам на Не учиш пливање. на зони бајк, па дојдете у сала олимписко да Секој што Да се се- гледа во оваа идеологија да си го Апсолутно. искористи во своја и да Океј, те Апсолутно. сваќам, те Апсолутно. сваќам. повеќе од начин на вежбање. Да, Затоа и вежбање кажам е дека акцентот. ствари ние. Не, ја и лично искрено нити се такмичам со некого дали сум ја подобар од него во ова или во она. Едноставно сакам да имам окружување помеѓу спортисти, луѓе со спортски мајндсет. Зашто сите што еве спортиста си, знаеш дека има драстична разлика
помеѓу спортиста и неспортиста во однос на ментален склоп, борбеност, борбен дух, се што е поврзано со животот. Да. И затоа сакам, а и затоа е многу битно младите да ги насочиме у таа насока. И да е тоа сега што кажам, Долгорочен проект. прекомплексен проект. Ама и па и не е. И е, ама и не е. Па и е и не е, Се ама... преку примери. Тоа е тоа, нема друго. Па да, Ти ама... пример, Жаре пример, јас сум пример, Многу сите се почесто се примери. негативните примери него Е, што се јеби го. позитивните. Добро, тоа е од психолошки Кажи ми, аспект е сега така. Ти како дое? Како ти дојде? Зашто си ти како дое Нино да е хардкор? Види, Не у таа смисла, што тебе те привлекува кон тоа, освен сите овие придобивки што ги имаш? види, како што кажа Жаре, значи као деца почнавме кошарка, почнавме рано тоа. од второ, трето оделение, како и сите кога почињаат со некој таков спорт. Јас со кошарката терав до 7 оделение. Не се пронаоѓав. Ми беше окей, дете као дете, ама веќе кога почнуваш онака нели, пубертет да создаваш. Толку траел. Да, почнав да гледам дека сум за малце поекстремни работи. Тие работи ме влечеле од секогаш. Стварно, уште тоа време си го виде осеќав. дека ова сакав као не нешто. ти е доволно. Не ми е доволно, не ми беше доволно. Увек сакав нешто да биде У малце. седмо оделение. Па го осеќав тоа. Сега на пример чудно звучи, ама се сеќавам дека го осеќав. Сакав нешто да ми е така подраматично малце. И те Да ме привлече вади од- нешто, направи нешто. Гледав некои клипови, нешто, не се сеќам сега дали тогаш имаше YouTube, дали некои борби имаше на Еврос. Не можам да се сетам, само дека гледав некои си видел кикбокс, нешто. Да. И сакав да одам на кикбокс. Почнав у 7 оделение. Тоа беше онака баш хардкор клуб. У тоа време немаше многу избор. Имаше 1-2 бе, колку? Да, Кај јас Урко почнав или Горан кај? Ивановски, Питбул се викаше клубот и доаѓа онака баш хардкор момци, доаѓа од Војска, она класична. Да, од да речеме од специјалци, уличари, значи баш она хардкор момци што и тренизите беа брутални. Беа поставени, тренизите беа поставени како што се и сега, како што изгледа тренизи, ама се тоа беше онака погрубо направено. По хардкор. Да, Кој ќе нема исплива пиење тој? вода, нема, знаеш, онакви некои. Јасно е. Затоа Олдскул реков ствари. војнички Да. малце пристап. И се сеќавам дека и таму имаше млади дечки што доаѓа у тоа време. Ја бев најмал што доаѓам. Се ставаше, значи спаризите беа баш онака као, не знам, кој што ги памтам, као ферки беа, знаеш, ке не стави у круг сите. Ај са ти. Што збориш? Да, ама беше, ама тренерот е и денеска јас го почитувам премногу затоа што е престручен, реално и начитан и Па, со зашто се знаење. прави, не било само да ве не, осте. апсолутно не. Гошо, тие што го знаат, значи преквалитетен тренер. Ја и денеска многу го почитувам и он е сега и со јога се бави и многу работи имам научено со него во процесот во делот во менталниот дел. Со медитација се бави, значи стварно е квалитетен од тој аспект, нема збор, али беше тако беше и времето, а таков е и он, значи беше подинамично, подиво беше. Доаѓа дечки, луѓето што доаѓа имаше многу јаки спарензи, прехардкор, стварно беше од тогаш стартуваше свето. Па така и ми звучи зародишот на хардкорот бил многу беше, тогаш. да, и тука Ти се си чели стари прљава ти теретана, си некоја. во тинејџерски Се години тука. Да, седмо оделение, Времето осмо, кога да. се, ама и тераш колку години? Терам до денеска што се вика, ама теравме у тој Клубот, тоа клубот, окружување, Во тоа колку окружување години? останав до крај, додека останав со кикбоксот. Колку Само тоа беше? еволуираше. Па да речеме од 7-8 оделение до 5 години. не, до кога постоеше тоа сега ќе до мои 18 години. Па значи, така, Така, 12, 18, 5-6 Сега тој години. клуб се еволуираше. Еден тренер, значи он се смени од X причини, па дојде Миро ми беше тренер кога почнав да се такмичам исто врвен за кикбокс, нема збор. Тренер Ипол. Си прогресираше се тоа, меѓутоа пак луѓето остануваат тие, па се префрливме во друга сала, али секогаш тренизите стварно биле за тоа време, кажам, со тоа знаење, со тие информации што сме можеле да ги добиеме, нели? Тоаш немаше интернет како сега, па да отвориш да се информираш на тој начин толку лесно. Беше прејако и доста квалитетни, може не борци како професионалци да излегле од клубот, ама доста квалитетни луѓе спортисти понатака што станаа. Еве го и Емил пример. И Емила таму? Емил е исто од таму. Има еден куп. Сега не знам дали ги знаеш, не е ни битно. Баш Оставиле онака- белек. Да, сериозни Има огромна спортисти. врска кога ти се случуваат такви работи во таа критична возраст. Тие тинејџерски години кога ќе навлезе прво сте биле ретко на број.
например, од сите што си ги знаел, од сите у школа, од сите у мало, на прсти сте се броеле. Да, малци имаше, да, малци имаше. Сакаш 8 оделенци или прва средно, втора средно, идеш сега ти 30 деца у средно, еден иде на кикбокс. Сакаш 20 од цела генерација. Малци имаше од Значи, ем се гледаш како уникатен, како правиш нешто ван нормата, ему тие критични години на формирање и често се го среќавам ова. И кај мене е многу иста прича. Почињам со атлетика е у таа возраст. Ти исто си почнал нешто у таа возраст. Си почнал со нешто хардкорско, Да, и тоа тогаш и тоа после ти прави како репер. Се друго у животот сега ти нема смисла. Да, ама Ако не е такво. Да, борбениот спортови малце поспецифично, знаеш, многу често кажуваат да не беше ова ќе бев у затвор или на улицата ќе ме проголташ или ќе отидев по тој пат. ама тоа има вистина, знаеш зашто у која смисла? Зашто борбениве спортови многу го нели Ја оставаш идеш- таму агресијата, па и мислам. тоа, ама и свирува ти го убива егото. Уште, значи, поготово ги браво, почнеш тоа е најважно. као многу мал. Сваќаш дека дека тоа е све некоја лажна приказна тоа. Ама и се- филозофијата на сите борилачки овие кикбокс не е битно кој е биди тука јак за надвор само да знаеш да се одбраниш и никој не проповеда ти да се тепаш надвор од сала да се покажеш колку си јак. Ама не ти ни доја, знаеш како Не знам, а тоа е заедничко кај тие што е многу позитивно и многу добро и затоа искачале такви луѓе што јеш до ден денес, ти саглам карактер ти се гради на крајот. Да, ама на пример ти у сала ќе дојдеш, еве сега веќе си покомплетен, да речеме, еве си бил на пример и во кросфит кога сме вежбале бокс. Ќе дојдеш ќе спарингуваш со некој предобар борец, не знам, Гого, ќе дојде Бобанчо, некој што се врвни борци во моментов, така. Која е потреба да ти да се докажуваш на некого надвор од сала кога ти правиш со врвни такмичари веќе спаринг и Со се мајстори. можеш да се пробаш до кај си со актуелни такмичари. За свего, да. Ево Гого за светска титула ќе се тепа бер начал и се ти со него кај нас у сала. Ти правиш 10 спаринг со минути него. не си одев дома, ќе ги загледам вака. Имаш прилика Ги со таков гледам. такмичар да боксуваш, зашто ти после тоа би имал некаква агресија. Да, бе, на кој да се кога- докажеш, на поиш? ако ти е тоа филмот да се докаже. Јасно. На кого би се докажал кога со врвни такмичари веќе се Да, ма и самите Чекај, тоа, тој комјунити го гради тој менталитет. апсолутно. Сите Па, без ево, исклучок. Нема земи го- сала што вика ајде научи тебе и сега да ги тепаме ние. Не Не, постои тоа. Се нема десен. Чекај се, имаш со Гого спарингувана? Да, Стои тоа ми е пати, другарче, бе, да, тој. ептен сме не сега може да од си почетоците му ги знам, заедно бевме на почетокот. Ја дома не сум можел да се отидам по 10-15 минути ќе се спарингуват баш Нино и Гого. Што Сега имаш јас- гледано? 100 пати. Јас со Гого не се познавам лично, ама Нино тука биле и Гого е- спарингувале. И јас сум си одел дома задни термин, они доаѓале си почиња нивното. И ќе се зашлјакаат тука и ја ќе се загледам човече, не ќе отидам, а и Гого е специфичен многу. Не, Дали Гого е уште од next тогаш, дали уште од тогаш си можел да видиш дека ово е Не, види, гледај сега, малце прескокнавме од времето го вако. Сега ние така е збориме- тука. Така е тука. Вака е. Конкретно, Шорба. ако ме прашаш за Гого, спаринзија што ти ги кажувам, што ги збори и Жаре, се од пред 3-4 години. Да. А, ова е Пред четири. Кога веќе стана, мислам, Гого, Он, мислам, Чека, кога па више тоа- почна да гази. Тоа ми е Он- поимпресивно, бе. Он Значи, беше боксер. Сега си спарингувал, ти неко деца, Не неко бе, сега бе, сега не, Гого а- боксер професионален. А јас кога бев такмичар, Гого почнуваше и се сеќавам, значи дечишта бевме и тогаш имаме спарингувано. И оно тогаш го тера тоа, исто од многу одамна, не е оно од вчера, мислам луѓето сега го Сега го испопуларизира, да И мислам, со Бернаколов. право, да. Мада каснат во однос на неговите квалитети. Многу. Јас одстално и на него сум му кажал и генерално сум кажал. Дечкото е стварно И за многу ми е око мило што стигна комплетен до е. ова ниво. Да. Ептен. Едва Многу чекам ми мило. да се тепа за титул. И треба дури малце испопуларизиран. Треба да биде многу повеќе. Многу повеќе. Ја не знам, например, да не е Инстаграмов кој го спомна него јавно. Па и на Инстаграм слабо посела, некако ко да не знаат луѓето за него, знаеш? А треба да знаат. Не да треба, не Он е мора еден да се комплетен борец што светов нема така и личи физички, Генерално- убаво дете, мангуп, тетоважи, глава, коса, Генерално фризур. и не многу заборава забавен стил. каде, не заборава Не заборава каде, што е многу никогаш видно. точно. Секоја што страйк мислам излегува така да, од Ѓорче, тоа не рапер од Ѓорче Да, страйк. да. Така. Со македонското знаме на кирилица пишува на Инстаграме и многу забавен стил, има многу забавен за око, не е досаден И ќе- онако. да, и мислам дека уште не се неговите 5 минути дојде. Не се, Мислам исто, дека ќе се иде- согласувам. ќе иде многу нагоре. Рипнавме на човекот, бе. И рипнавме...
Нема врска. Стигна до кикбокса, да. До такмичарски. Па Како почна ствари, да, прво такмичење кикбокс. 12, како 13, почна? 14. Па исто како и за се Како друго. секој спорт. Не се задоволив само со спаринзите што беа. Се ја да не испадне само најдобрите моменти, не дека јас и кога сум почнал генерално можам да кажам додека не стигнав до некое солидно ниво, генерално те тепаат. Не е дека ти си нешто. Јас сум бил посебен, па се нешто Не, многу бе. добар. Те газа, те Чекај, газа, те газа, те мора газа. да те тоа. прашам, ова секад ме интересира. Идеш тренираш и сега сам си кажа, дури не си стигнал некој ниво, углавном те тепаат. Што те тера да продолжиш да идеш да тренираш и да те тепаат и да тренираш уште? Што те тера уште да тераш со кикбокс? Не знам да ти одговорам на ова прашање, не знам што е тоа што те тера, ама има некоја убавина у тоа. Не можам да го објаснам. Ја не знам, сум се прашувал и јас дали не знам, што и да кажам ќе сгрешам моментот. Во периодот кога, а и многу убаво го врза со егото, прво што те ставаат на место. Се некако нема его, нема на кој да се цепаш кога знаеш дека човеков у спаринг Да. те едноставно те дроби и тоа е тоа. Океј, тоа е јасно. Ама во тие периоди кога си бил реален со себе дека океј, не сум на нивото на кое што е овој, ама осеќам во себе дека имам уште многу за напредок. Си го имал чувството дека не си дореализиран и може тоа што те тера. Ај може сега ме млатата, ама утре Не, нема. ја на пример мојата визија и за греплингов сега во моментов. Истото чувство е. За секој борбен спорт да речеме. Не е дека јас сум барал да се дореализирам, нити сметам дека ќе се реализирам некогаш во животот, него едноставно сам на себе си докажаш тоа е тој борбениот момент што го зборевме преска. Едноставно, знаеш како јас гледам на таа работа. Јас не влагам кога боксувам или кога се борам или било што кога правам, дека јас морам да победам. Мене тоа не ми се допаѓа. Пример, јас влагам за да се борам. Јас сум 100% сигурен дека ако треба и ќе умрам, ама ќе се борам. Дали ќе победам или нема да победам е производ од тоа што сум го направил внатре, во ринг или во кај да е. Значи друго трагаш. Да, јас сакам да се борам. Мене е битно да се борам, а не да победата. Нормално, кога се борите, сакаш да победиш. Тоа е целта, Тоа е целта, ама не ми е главниот фокус таму. Мене главниот фокус ми е дог менталити, да влезам и да се бориме, што ќе излезе еден мора да победи. Is the heart of the dog. Да, тоа е. Значи сакаш да победиш, нормално таму ти е тенденција да тежиш према тоа, ама поентата ми јас сакам да се борам, не сакам да се докажувам дека јас сум најдобар. Не ми е тоа филмот. Филмот ми е да се бориме. Да. Да има борба. Ево се пак ќе се вратам на Гого. Пак ќе се вратам на Гого. Врвен такмичар и во тој период кога доеше на спарензи, реалноста е дека јас со него технички не можам ништо да направам. Тоа не е спорно. Нити па ја некого ќе убедувам, нити или да убедувам ќе испаднам смешен. Да, он е на Јас сакам само да се бориме, да, не малце јас знам поуспешен дека од тебе. Мислам дека те сваќам. Јас сакам да се борам со него, да боксуваме без некои его трипови, без зли намери. Ме нокаутираш, не е никаков проблем, ја тоа не го сваќам за зло. Да. Чисто да се бориме, да се пробаме кој сме, што сме, како сме. Својот капацитет Апсолутно. да си видиш до кај оди, својата Да вештина. буткам. Јас сам со себе се борам. Сака он да дознае Да. сам со Да себе. видиме до кај кидаме каде. Што сега. го вежбав Да, ова 7 години до сега, до кај можам да го е. истрам, те Така е. сваќам, те сваќам. И сега бевме на такмичење и сега се бориме усалан или греплингов. Не патам јас со тоа јас ќе го задавам се дар или не, сакам да се бориме, ама да се бориме она мушки хардкор. Ме победиш. Пружаш рука. Апсолутно немам никаков проблем со пораз како дел од играта. Тоа е некад јас ќе победам, некад ти Ама и ќе дел победам. е од играта, нема бега. Ама тоа е, војната е тоа, мислам борбата е таа. Сакал, не икал тоа. Некогаш мора да Чисто информативно, до кај изгура со кикбоксот? Вака нешто интернационално, Па, нешто меѓународно? имам успеси во кикбоксот, генерално тие се јуниорски такмичења. Имам земено прво на балканско, имам земено трето на светско, Европско нешто немаш? европско имам земено Што второ, значи имам трето да. на светско? Да, имам доста добри резултати од тој период направено. Идев на доста добри места да тренирам. Има Као поддршка. приpremi? Па да. Кај беше у Холандија, кој кам Во беше Холандија кај бев во Golden Glory.
Кој беше главен таму, го заборав? Сите се Ренделман, таму. како? Не, таму се... Што умре овој со жутава коса, не беше он таму? Да, он е таму Кевин- и... The Flying Dutchman не беше? Да. Премногу познат Значи, од Pride со врвни борци. Со Федор, мислам, си има Да. на глава он што го мава. Абе чекај, овој сега што е многу актуелен Ендрю Тейт, нели е кикбокс? Не знам. Не го пратам многу. да Не ти е кажам. во тоа. Тој бил некад кикбокс и сега е популарен ради други работи. Ама не е во та, не се поклапа хронологијава? Или Не, тој е не многу знам. постар, 40 години има, мислам. Не знам, ќе ти излажам што ти кажам, не знам. И како тренираат у тие кампови за разлика од наши, ајде мала Па компарација, се знам дека е светлосни години, ама па и не е. Знаеш што е работа, што е разликата после толку што се они поише од нас? добри инвестираат многу пари во тоа, Добро? многу Инфраструктура, значи. Не, салата кога ќе влезеш во салата нивна тој е клуб што има врвни борци, салата е 200 квадрати, ринг и татами, 10 вреки, тоа е тоа. Ништо Што специјално. спектакуларно. Доаѓаат работата е што доаѓаат 30 такмичари врвни и ти секогаш имаш спаринг да правиш со Железото некој што го е- оштри железото, значи. Со врвни борци, таму се собрани. Систем е друг, со кој Иначе се... не е дека кој знае што ќе ти кажат споредуваш. различно. Посветени се на тоа, има добар концепт, кога се вежба снага, кога се вежба техника. Е тоа Значи, сега те парам. Како тие изгледа се- ММА камп? За ММА не знам дали можеш да ми... Може, знаеш. Па, сум ги Бевте гледал, еднаш не со сум се Волкан такмичил. Оздемир беше он у другиот корнер, се сеќавам. У Швајцарија негде со едно дете. Да, ама не, види се, знаеш што, сега ти кажам за моментов ше со припремиве, на пример да речеме во Холандија. Ајде. Што е разлика нема. Значи ние кога вежбавме со Марче, нашиот такмичар Да. што беше, значи начинот на припреми е тој. Треба да дозираш, нели, да го постигнеш пикот, да биде најспремен кога ќе дојде, Пред борбата. да, рингот, да влезе у ринг спремен. Исто да го прават и они, исто прават фокусери, исто прават вреки, исто е се е исто, само што окружувањето со кое работиш е различно. Друго ќе биде, и јас сум сигурен и за такмичари кај нас, да има 30-40 такмичари во Македонија, Што се сите кого? сите види, да речем, тука е ајде, да. тука да не е тука е Бобанчо, врв такмичар. Исто не доволно испопуларизиран според мене. Мислам дека треба многу да е. Он е кикбокс такмичар врвен. Тука е Суна, има еден куп. Меѓутоа таков не е системот како што ние и не може да се спојат сите на едно место. Би било идеално да се сите на едно место. Во исти камп, ствари. Во исти Чекај, камп. немавме европски prvак сега, за тој мислиш така? Бобанчо, Тој- да. Што беше Аха, европски? да. Реално врвен такмичар, мислам. Па европски prvак каков ќе Види, окей, можеш ти да стигнеш до европски некако у смисла да ти се поклопат коцките, да си он е стварно next level, стварно добар. Ама И не он ли? е во друг клуб? Не, он си тера свето, окей, не сакам да ти кажам дека во Холандија другачи е системот. Тој е богат клуб, се инвестираат многу пари таму, нели сега тој што оди во UFC да се бори, кој ќе земе пари, дел од парите ги дава за клубот, нормално се, тоа е 10% на тоа. тренерот на Си има, да, си има. Тој е стварно богат клуб и друг е системот Холандија. Али сакам да ти кажам дека мислам дека и заради тоа е огромниот напредок. Кај нив не знам на обичен клуб имаш за кикбокс имаш под 300-400 члена. Да, Од тие знам. 300 ќе излезат 10% да излезат такмичари Така е, е така. голема бројка, така. Кај нас не е и менталитетот им е. Има квантитет таму, бе. Има И квантитет. од таму Од квантитетот изгледа. 1% да излезе на 404, што не се уопште малци. Не се. Кај нас немаш еден да го најдеш од 3 клуба, рецимо. Не се и пак тука ти викам и системот според мене има грешка. Замисли на пример да ни функционира образованието, спортското образование како што треба и ти да има некој што селектира кадри за понатака меѓу децата, кај што ќе види ти си овој потенцијален боксер, рецимо, кошаркар, бициклист, маратонец. Тоа Така, може да као се филтер види. на спортист. Да се- колку често мислам на ова е. Тоа може да се Тоа види. не ли е низ- бе многу едноставно да се направи? Па, според мене Добро утро. Ама една Куба која го прави тоа со се они малце по хардкор у зградата со климите, со ова, со онај Аха. што живеат, Јол Ромеро што раскажуваше. Ама Куба е, пак мислам Ама дека може, чекај. ама ние сме малци Да, сме нели нежни. ќе има после друг проблем ќе го најдеш. И Добро. што после? И па тоа е, треба процесе, А инвестирање. Еве Добро. ќе ги најдам. има деца ќе инвестираме во бокс, лупам пример рецимо. И тоа е Тука е проблемот. еден ќе биде оној трейлблейзерот што ќе го изоди патот и после него ќе биде полесен за другите, после нив ќе биде Ама полесен тие за... милионите што треба за тој патот од како ќе го најдеш, од кај се?
Ама UFC Зашто не е да. почнато со сега на кој се најпопуларен, со GSP не е почнало со Конор Не, Мегрегор. дека, Ама види, дека например, ти збореше направи дали било споредба. лесно. Направи споредба еве за греплингов ќе земам, за борење, за било што. Пред Гордон Рајан биле овие Грейси браќава, морал он да Така е, научи. ама гледај сега што се случува. Веќе се отвара, да кажеме, пазарот за тие, за сите Да. борци, така. Ти во Дагестан децата вежбаат од 4 години борење. До Дагестан е на точка на светот за борење. Океј, ама не. Али сите да, дајат во убици од Рускава таму. федерација, там се вежба од Е 4 добро, да, години. да. Оно 4 години вежба борење, така? Јас, ти или кој да е, сме почнале на 15, 17, 13, така? Да, бе, Каснеш јас 10 години. 10 години си нас. Он веќе има Не 400 размислува. борби, 400 меча Flow, има. flow wrestling прави, она нема 400 меча има, затоа што Леле. системот го види, пак ќе кажам, системов ако одлучи, мислам ако одлучи, ако се воспостави тоа, замисли ти децата да ги учиш уште од мали на основни работи што се поврзани со спорт. Правилно да трча, не знам, да прави вратило, склекови, Склекови. чучањ и да се бори, не да боксува, не ви го кажам сега да се тепа, него да се бори. Ја не гледам ништо лошо. во тоа. грчко-римски Не, стил Кај борење. нас, така. ама кај нас е тоа е да му кажеш на Science детето fiction. прати го на борење, као да си му кажал кој знае што. Го учиш на насилство, сигурно се тие моведи се вртат. 100%. А што има лошо да знае да се самоодбрани? Бокс имало на физичко. Еве нека нема бокс, по групе у смисла на оштетување. На повреди, да. Повреди. Борење немаш таков тип на повреди. Имаш повреди, борбен е спортот Има нормално. ама рамо, кичма, колкови, ама не може да те бразилско џиу-џитсу, угаси. Зашто да не учат бразилско џиу-џитсу? Бразилско, браво, јас тоа би го... Зашто да Еве не? од полиција нека трн. Од војска, од армија, од Кој вежба такви... бразилско? Тоа во Америка не оди тоа, не па кај нас да увалат тие... Ма ти збориш за најобично физичко, бе. Физичко да има. Сега, го спомнавме преска, го Го зборевме. Физичко да има. Јас тоа Асално. Стварно, да сум основно... некој фактор кој што би можел да влие, од таму би почнал. Целиот таму процес е. би почнал од таму. Образованието не ги води децата. Не го живее, јас се секирам. Целиот процес би го почнал од таму за да се развие, зашто ти ако немаш младина кој има борбен дух, а борбениот дух сите знаеме дека се гради преку спорт. Апсолутно. Таму го градиш тој момент, да бидеш борбен. Не можеш да го изградиш на Да ниједен изгубиш, да друг се изнервираш, да сакам да го тепам сега назад, па се враќа, па си така тренирал било и на појам. кошарка, ако ќе денешно видиш. време. Така е бе, како не... Ти си бил Фицано физички што играше поголем, со така. вас. Ама еве, на пример, ти си бил По физички 50 поголем. даваше, неќе да ми даде кош. Така. Добро. Физички си бил поголем, доминираш, така. Јас се фрустрирам, ја треба да направам нешто по однос на тоа прашање. Ако сакам да дојдам Така на е, некој така ниво. е, така. Тоа е тоа. И тоа ако не го поминеш тогаш, кога ќе го поминеш на 17 години ќе го учиш Касно е доправа, више, како ќе не. го учиш. Кога веќе си викаш па добро, тоа е. Таков сум. Таков сум. А Си не е така. прифаќаш судбината, Не е а не така. си тој. Не е Тачно? така. Да си фател пора и да не мислам не дека е 17 години касно. Не, никад не е касно. Никад, да. По... Али зашто да не Зашто да не на направиш 5? нешто плюс? Да. На 6, на 7. Да бе, јасно. Затоа би го јасно. почнал Кога се процесот многу порано. Уште од Кога детска. не возраст. знаеш што ти се дешава као дете, да те пуштат од длабокото. Види, ти тогаш знаеш, само не знаеш да го изменаџираш и ќе мораш да се бориш. Знаеш, деца Свесноста не ти е да, таму. деца мали кои ќе се скараат за топка у парк, ќе се степа, не знае да изменаџира стресот, одма иде да се Да. Fight or flight. да, и сега сака полека сакаш да се докажуваш и на себе и во текот на процесот како што си сакал да се докажеш, па после постепено го губиш егото зашто сваќаш дека што ќе ми е. Да бе, така е. И рече до 18 години, тераше кикбокс. Да. После? После го продолжив со кикбоксот, ама не продолжив да се такмичам. Прекинав со такмичење. не надпреварувачки, јас. Да, иначе исто трениравме на врвно ниво, ништо не се сменило, пак се вежбаше на такмичарско ниво. Да, Мислам, тоа е до ден едноставно денес, живот, пак е, да. обврски, тоа е тоа. Да, пак тренизите се на Кажи ми, интересно што ми падна од тренеров спомна дека уште од тоа време си научил за бенефитите за медитации, за такви. Да. Стварно на тие години практикувавте нешто од овие работи? Па не го практикував на толку високо ниво како што го правеше он, зашто тоа пак си бара посветување. Ама си имал вовец, си имал Да, некој. имав. На пример, Јако ќе ми текне некој на 16 години да земе да ми објаснува медитација или mindfulness, тоа би. Да. Сега тоа пред 3 години. да, види јас и од дома сум така насочен спортски, и од таму сум имал доста што да научам. И таму, ја не знам, кога бевме трето, четврто деление, мене татко ми ме носел на вратило да ме терал да правам вратило. У тој момент ме терал, ја не сум сакал да го правам зашто сум бил детиште. Кој знае,
Кој знае у Така тој никој момент не ќе Ти било дека тешко, дека е не тешко си е. сакал. Дискомфорт. Постепено се развиваше таа прича, али еве на пример од тренерот од Горан што сум научил, уште и од тоаш го практикувам значи тоа сум имал 13 години за визуализација. И тој ден денеска го практикувам и мислам дека нема болја работа. Лете, молам објасни ми како изгледа да дојде тренер на час со деца на 12 години да го воведе концептот визуализација. Види, он мене ми го презентираше, тоа не беше генерал, може и на други, не знам, ама Океј, јас тебе, како? веќе влегов во приказната со такмичење. Веќе имав 1, 2, 3 борби. Он виде дека јас сум веќе сериозен во приказната, дека не, мислам, во процесот виде дека пошто ние вежбавме по 2-3 пати во денот. Значи стварно сериозно се вежбаше и нели, у тој период и разговараш. И знам дека се спремав за некој меч, бев во Хрватска кај него, исто во многу добар клуб вежбав таму и баш дискутиравме, онака лавав муабет и ми кажа пробај да визуализираш. Знаеш, отиди у соба, легни на безик ниво. И ти си Лижи. 13 години. Не, у тој период имам со втора или трета средно. Арно да 16. 16. 5-16 години. Колку е ненормално вредно. Пак е многу Да. млад. И стварно и до ден денес ја го практикувам визуализација, практикувам за се што е посериозно, го практикувам онака после визуализацијата се осеќаш како искусен, како веќе да се десило. Да, преживеано. Дали Да го визуализираш само успешно у сценарио Не. или секое 10 сценарија? Сите теоретски реални опции ги визуализирам. Тоа. Не ми смета ни Не се фокусираш сега, идам Не. таму ме нокаутирал и тоа се визуализира. Да, и нега па и тоа е дел од приказната, не. Така, не зашо за многу Гребнегов ме визуализирам како ме дават. И ако ме како дави, ќе се снајдеш што е што цијата. ќе се деси. За да нема изненадување. Да, апсолутно. Што Нема, е след? веројатно и тука на некој начин и го буташ и егото, знаеш, го свегаш дека окей, што ако ме Да, задоволи. нешто. Тоа е дел од приказната. Го не. живееш во мислите прва и тоа многу помага. Многу е вистинито тоа. Знака го пројаш моментот пред да го пројдеш Да, моментот. ама знаеш како ме учеше он, како го правев јас и мислам дека и тоа е правилниот начин. Да не прескокнуваш делови, него на пример визуализираш од моментот реално како што се дешава. Јас сум у хотел, се будам и звони алармот. Значи секој момент го гасам алармот. Станувам, го зимам телефонот, идам, Секој се детал. мијам заби, се мијам. До И ова- толку детално да, визуализираш. да, скроз. Вау! Од А до крајната, до излагање од сала, пример. Еве се идеме на такмичење греплинг, визуализирам како излагам од сала после тоа. Знаеш дека уникатен при Многу мислам, добро. и јас Не, знам многу за мислам. многу техники, прв пат слушам дека а гледам колку е од помош да го правиш така. Знаеш, ја би го правил и го правам, ама фокусирано само на настанот, на трката, на Аха. моментот или моиве настани се по 4-5 сати. Не ни Да. знаеш што да визуализираш, ама знаеш дека постојат критични точки на трката и ја визуализирам само таа точка. Да. Не знам, прво до 7 километра си ја извадам, окей, на таа кривина, толку, вака ќе стискаш, ама и ова е многу од помош. Од сабајлето, Да, утро од станување, вака Да, ќе да. направам, ќе намачкам, тука што ќе јадам, да, што јадам, колку ќе изедам. Не ми се јаде веќе, пример, умислите не ми се јаде веќе, снеќам. И Во сценариото. се, не знам, се тоа ти дава, баш те прави поискусен за еден настан. И дали Како тоа да ти го- помага пред борба, нали, кој не осеќа она малце стрес, анксиозност? Веројатно да, зашто никогаш не сум бил нешто посебно анксиозен, да кажам, во однос на такви настани. Немаш трема, нема кој Види, искача. има трема, Кој искачаш у нормално. Борис Трајковски, рецимо, јас што Има. го гледав евент. Има, Дома, Има, еве сега последната цела мишење сала се зашто сеќавам Нино скандира. види се, ќе го трнам Ама и тој настан. видено му е. Ама кој му И Така окей, видено ти е видено веќе. Да, али види се има еден друг момент. Еве сега ќе се вратам на последното такмичење греплинг што бевме. У Словенија. сега? Да. Зашто тоа ми е потазе, па можам. Така. Имаш ти возбуда. Ама знаеш како, пак кога ќе се вратиме на она како ги перцепираш работите, мислам дека тука ја губам возбудата. Зашто не носам товар на мене у смисла, знаеш, немам его трип дека ја морам сега да се докажам на некој. Ја идам да се забавувам. Ја истото беше и мечеви која правев, и кога спарингувам со него што е 10 класи подобар од мене. Ја не идам да се докажувам, него да се забавувам. Да. Ја настанот го доживам како Забава идеме интересно. кафе да пиеме. Сакам да се борам од забава. Убаво ми е да се За борам. искуството. Да бе, да за дешавка, да сакам да Да. го осетам
Адреналинот да го осетам, да се бориме, да се пробаме, да видиме што е, како е, да изгубам, да победам, без разлика. Битно да го има моментот борба. И за тоа валјда и тој дел ме растеретува од некои други. Па сигурно. Тоа ти е како конкретната цел. Да, Целта, таргетот сакам ми да е... се забавувам со борба. Да, и мене тоа ми беше breakthrough. Кога наместо таргетот ти е да победиш, таргетот ти е волку време да истрчаш или не знам што, стај си целта да ти биде искуството. И тогаш ќе бидеш целосно фокусиран во моментот на искуството, не на пласманот, не на времето, и така ќе постигнеш флоу, и така ќе постигнеш оптимум перформанс, и така автоматски ќе си дојде резултатот. Сам како сайд. И кога ќе го постигнеш резултатот, ама нема ни треба да го ти е забориш. гајле. Да, ама не треба ни да забориш од кај си почнал на. Да. Знаеш во која насока го кажам тоа? Јас сега на пример во Словенија земав злато греплинг. Победив дечки што се стварно глупо, ја победив многу подобри од мене, ама не можам да кажам дека сум Во подобар. BJJ? Да, не можам да кажам дека сум подобар од нив. Зашто реално се подобри, поискусни, поквалитетни од мене. Јас ги добив, Дента. не, тој ги добив ден- на добра тактика, Ето така. која разработивме со Давид. Не на Давид е скил. тренерот, да. Знаеме објективно, јас сега можам да бидам его трип и да кажам не ќе влезам, јас сега ќе видиш што ќе правам. Што ќе направам? Реално што ќе направам? Кога технички вистината дека се многу подобри од мене. И да, јас сум доста добар на кондиција и на сила. Тоа си го знам и на издржливост. Значи знам каде можам да играм, Од длабокото да ги однесеш. да ги однесам у моето длабоко и таму да играме. И јас на тоа ги добив. Дечкото у финале што го добив е реално не 3-5 класи подобар од мене и тоа ја не можам да кажам јас сум болji се од тебе. Да, те победив, ама пак се враќаме на оно од претходната приказна. Ја не сум подобар. Реалноста е дека не сум подобар од него. Ама Има не ти е време. ни битно. Не ми е Ти си битно, искуството земав злато таму. и ја тоа не го ни кажам секој нешто и ја што направив таму, не ми е тоа некој филм. Бевме, се боревме, земав што земав. Се деси, окей, се деси. Се деси, ќе идеме на следно, Да. ќе видиме што ќе биде. И затоа е многу битно и кога го добиваш тоа што нели подобрата варијанта од борбата, победата, да се вратиш пак на претходната приказна. Да, да бидеш целта ти истиот беше како и да си искуството, изгубил. така. Како и да така. си изгубил, не сега Да. кога победувам сакам да победувам, ако губам и не ми е битно. Ама и тој Тогаш е свет, више нели, дволично. Да. Пораз може да направи или да уништи борец. Никој не кажа дека и победа може да направи или уништи борец. Ќе победиш ти на најголема сцена, светски шампион ќе станеш и ве видовме чист пример со овој Руис, со Джошуа што тепаше прв пат. Да. Се опушти, 15 кила се здебели, Така е. со жени на брод, текила 2 тона, такос макос. 7-8 милиона лапна на една борба. Да, добро, тука Дојде пак е наредната целите се- борба. Целите кои цели Да ги обожаваш вратило. да навратило Имаш високо. некој свежо предизвик направено? Челендж некој? Челендж. Кога понагогин с рекордот? Не ме вози тој филм. Знам Не ме се, вози тој филм. Ама си задаваш такви челенџи, така? Колку има од секој 24 тренинг- си мерил? Не, зборевме со еден другар да пробаме нешто такво, ама правам бројки големи правам. По илјадници. Дај ми некоја инспирација за некој предизвик. Што некој последен Мене предизвик? секој искрено да ти кажам, секој тренинг на шипки генерално ми е со големи бројки, се е предизвик. Сега тоа пак е Не, чекај, стој, извини, мора да те прекинам. Тоа затоа што твоето ниво на тренинг е таму. сега тоа сакав да ти го кажам. Сигурно во твојот контекст на твојата спрема има нешто што е стварно предизвик. А стварно предизвик значи не си ни сигурен дека можеш да го направиш и кој што те осеќам, ти си човек што едноставно ќе те повлече да видам дали можам. Да. За таков предизвик, нешто за тебе што е предизвик, за мене сигурно ни Видиш, десетина од секој тренинг тренингот. тоа го правам. Секој тренинг ми се дешава, ќе дојдам уморен, поготово на пример. Секој тренинг сакаш такво нешто да направиш. Па не е природно да е секој тренинг да се Па. ама во границите на дента. У смисла, ако вчера сум се борел, сме правеле не знам по 10 на 12 рунди спаринг, по 5 минути преме на борење и сите се да кажеме мажишта големи, све се плюс 90 кила, Добро. се се технички спремни, значи мачење. Утре дента си за нигде. Ама пак ќе отидам ако денеска сум гледал 500, 600, 700 згиба да правам, ќе намалам бројката, ама пак ми е некој предизвик. Ќе направи само 400. Да, мука ми и тоа што го правам. Не е дека јас знаеш со страна кога гледам Ето, браво, луѓето од убаво што го кажа. страна ти кажува да ти уживаш. Абе ја уживам од спортот, да, ама не дека секој тренинг уживам, што на BJJ уживам да ме дават, да ме тегнат за врат. Генерално сите се технички подобри, поискусни таму вежбаат со години. Не, Таму многу е убаво кажа. хаос. Ти муката ја бараш. Ја барам муката, да.
И мене ми е убаво. Кога се спасувам на BJJ, кога се бориме, кога се спасувам, мене ми е добро. Јас сакам да ми се дешава тоа. Знаеш, пак ќе го споменеме, ти го убива егото, што ја многу, тој момент ми е многу битен во животот. Многу поштам луѓе без его. Тој момент ме ужасува. Ти на BJJ не може да не ти се деси тоа. Да те дава. Рачунај, доаѓа дечко што има 55 кила, 60 кила, што е технички екстра, доаѓаш ти со 90, 100, без разлика килажа, мускули, тетоважи, те дави као мала маче и стануваш. Го имам искусено тоа. Така, знаеш што да изборам. Така, Саш ти кажам како го имам искусено. Бев на тренинг на Strongest. И таму беше Даниела на Ивица, знаеш Даниела. Да. BJJ. И правиме тренинзи оно и знам дека сега треба да се као спаринг ќе правиме. И татко и она ми кажува не штеди. Значи задачата е избегај. И сега вежбата беше јас сум значи она ме дави мене као задачата е пробај да избегаш. Иако е она 50 килца девојче, ја треба да избегам од неа. Јадор се свестам ни 2 секунди, оп, чоук. Ајде од поново, не штеди, абе со сета сила, значи джабе, оп, чоук, оп, арм, како си ка, раката ми отиде. Тачно знам на што мислиш. Не игра улога, мислам не игра улога кога и двајцата сте на исто ниво технички. Ако он е технички подобар, добро сега ти има на некои работи да се вадиш, меѓутоа генерално шансите се технички израмнети после за heavyweight ќе победи да си технички, да сте негде тука мислам комплексно е прашање, не е дека али не е така едноставно дека ти ако доеш. Ама Гордон Рајан, но мајки му самечи ќе го врзе у чвор. Чекај маце, ја многу сакам да се вратам на муката. Ајде. Зашто ја бараш муката? Те влече. Знаеш како ако ја нема муката, тоа што ќе го добиеш, која е поентата ако го добиеш без мука? Ми нема некоја смисла, така. Еве, најдобар си у некој клуб. И кога си најдобар, што понатака? Што се дешава после тоа? Тонеш. Немаш некој така, не. Егото ти се билда. Така, само го билдаш егото. Најдобар, не ни верувам у тоа најдобар као термин. Најдобар, тоа е во момент. Се погодило така. Ама, еве, апсолутно си доминантен во клубот во кој вежбаш. Било што. Што понатака? Мораш да се бориш сам со себе. Значи, пак мораш да се мачиш сам себе, така? Осеќаш некоја, и ова е секад невозможно да се стави во зборови, духовна исполнетост. Као единствен начин како да го истражиш тоа нешто што не може да се опише, тоа нешто што го сочинува твојот дух, е преку муката. Па така му доаѓа. Така е. Религиозен ли си? Да. Имаш размислувано на ова, дали ти има некоја, не знам, врска едното со другото, дали е поврзано со некоја духовна потрага на границите на душата, на сршта што е нино. И тоа го правиш само преку совладување мука. Абе, знаеш како? Глеј. Мислам дека пак треба да се вратиме на почетокот со прашање. Кога почнуваш да вежбаш, треба да имаш долгорочен план што со себе. Зашто вежбаш? Так. Тоа прашање мора да си го одговориш. Тачно. Зошто вежбаш? Сега некој вежба, нели, има милион опции зашто би вежбал. Добро. Ако причината за која вежбаш ти е борба, не го кажам борба како нешто лошо, не го кажам борба како everyday struggle. Добро. Секој ден се бориш. Така. Тоа за тебе нема начин за пауза. Зашто секој ден што во кој не се мачиш сам себе, значи си надвор од својата идеологија. Ако веќе си усвоил таа идеологија на борбеност, мислам, вежбање во таа насока. Твојата цел зашто тренираш таа борба? Да, мојата е таа. Ја не можам, например, затоа и не кажам дека секогаш тоа што го правиме нешто многу добро, у смисла не чини да се претерува со ништо. Ама мене тој филм ме вози. И јас сега не можам да Ти за тоа тренираш. Да. Не тренираш за здравје, не тренираш за тело, не тренираш за здраво тоа што го правам. Верувам дека не е нешто посебно здраво. Но мислам многу често ми се дешава овертренинг да влезам. И го осеќам периодот кога влагам и пак терам со глава. Не е една што тоа е милион пати ми се десило.
Ти си ко И Дейвид Гогинс, човече. Па не сум го него. Ама он слични концепти раскажува. Да, се слагам многу ствари што кажува со него. Како да го изучуваш темното, мрачните места така, на така, психата. Да. Тоа ме вози така. Тој филм ме вози. Црната дупка. Тој филм ме вози. Пример не конзумирам алкохол, на пример таа страна уопште не. Да, фан факт за Нино уште немаш напиено. Не сум пробал никад алкохол во живот. Ти си пробал што си? Добре, него. Не сум пробал никогаш, не ме не интересира и ти викам и мене ми е забава тоа. Кога ме праша некој како се забава, ја така се забавам. Идам у сала, се бориме на шипки, боксуваме, се дружиме спортски, се тркаме кој ќе истрча побрзо шпринт. Знаеш, некои такви, тоа мене ме забава. Да се собереме вака спортисти 5-6 души, да разговараме на некои теми, еве, од овој тип, да идеме да се бави, малце да се пробаме, се бориме, малце ќе се потепаме, ќе боксуваме. Ај кој побрзо ќе истрча шпринт. Знаеш, тој филм тоа ми е забавно ми. Да се такмичиме кој е подобар во смисла да напредуваме заедно. Да е тренингот гнаса, да не знаеш дали ќе го завршиш. Па ти текнува дека и кросфит кога вежбавме заедно, у принцип на тие тренинзи ја и ти заедно ги теравме. На 100 wall climbs. Тоа имаше денес ги памтам. Имаше такви некои идеи што генерално ти ги кажуваше идеите. Ултра ретардирани тренинзи или да. Имаше со носење над глава. Сакам да биде предизвик таков да биде, да се мучим. Мора да прашам се дека минатата епизода спомнавме еден сличен таков момент, моменти кога си во мрачното, кога си соочен со тоа неможење веќе. Дали си имаш некои техники што си ги користиш за како да ги совладуваш моментите кога тело ти откажува, психата ти откажува, секој атом од тебе ти вришти, дај бе доста, ама ти продужуваш у темното. Си пробај да, не знам, сподели тајната, што техника користиш, како се тераш. Немам никаква техника, тоа е што е. Денеска тоа треба го направам, сум го зацртал. Види, не дека сум ја некоја машина, па дека секој тренинг ми е идеален и дека тоа што го зацртам го правам. Имам спортиста си, има денови ups and downs, тоа е, некад сум катастрофа. Не, тоа не ми иде ништо. Тоа е во контекст на долгорочноста, не во моментот, си се зарекол ќе правиш 500 згибови. На 300 отишла кожата, на 400 више не знам, желудникот, ушите искача. Да. Ништо ќе што финтици некои. Види ти кога правиш такви големи бројки си има концепт по кој правиш. Не е дека тоа на пример се дешава стварно големи бројки да правам, ама не е тоа дека ги правам јас укуз некакви серии. Ги делиш сериите, ги кратиш, пирамиди, има милион вариации. И сега ако веќе на 400 сум зацртал денеска дека имам 700 да речеме, или не знам, лекови некоја бројка, не е ни битно тоа. Не иде по тој концепт, ќе осменам концептот. Ама ќе го истерам пак до таму кај што ако требало да бидат, пак се лупам, 70 серии по 10, ќе бидат, не знам, ќе ги намалам сериите, ќе изголемам репетициите или. Да. Ќе сменам нешто, ќе го истерам по свое. Значи ќе го сецкај. Да, битно тера е напред. Тоа е за тој конкретен. Многу е скромен, Нино. Дај ти кажи, ако го прашам него кој е некој најголемиот предизвик некои такви, ќе нема да сака да кажа, сигурно кузе што направил. Дај ти, што има, дај некој челендж, што има направено. А не знам, заедно 100 wall climbs направивме тоа што тоа време беше незамисливо. Тоа време беше да. 10 на тренинг, 15, прави се, он прави по милион маса лапс таму, тоа ќе беше покомплексно. Види, тука има многу добри дечки што се, не сум ја едини што ги прави, има доста добри дечки што репс. Добре, тебе те знам, нема. Стрит воркаутот, да, у стрит воркаутот не ја пратам таа сцена. Да. Ајде да објасни ми што е со стрит воркаут. Имаш повеќе. Не, ти како влезе, што некоја екипичка сте пак кај идеш? Кај ќе начекам добри шипки. Добри шипки многу смешно звучи, ама тие што вежбаат на шипки знаат дека има многу голема разлика. Добра, што е добра шипка? Тоа не можам да го објаснам со зборови. Треба и енергијата да се поводи на кај што се шипките, има некоја прича у тоа и дебелината, бојата на шипката и се тоа. Не е ни битно тоа. Грипот да не ти клиза. Да, ама не е ни битно, можеш да тераш било каде. Тоа се решава да кредаме да. Не е проблем, да. Али сакам да кажам има прича и у тоа. Да седнат на пример, имам јас другари што вежбаме на шипки, си имаме прича да овие се добри шипки, овие не се добри шипки. Иако тоа смешно звучи. Со шипките како? Не знам, јас шипки сакам многу затоа што се лесно достапни, можеш да се згазиш од тренинг,
зборам од аспект на перформанси, нели? Никој не те издржливост. брка да сиеш дома, човек. Никој не те брка. Нема рок на траје, нема Тоа време. баш така се нарекува стрит Стрит workout. воркаут е, да. И се тука има Ова е исто со калистеникс. да. А истото е. Со тоа што има луѓе на пример што работат статика, фристайл, оние што скокаат, што прават. Јас тоа не го правам. Нити Аха. статика, јас бркам репетиции. Мене тие ми се стрит воркаут, што рипа тоа, а ова ми се Јас- калистетикс поиш. Или оние стои хоризонтално, Тие се тие. статика, да, тие се исто врв дечки, ама Да. по Јас- екзибициски да, што да, се. да. Има на пример дечки, јас сум ги гледал кај што вежбам, не знам на кои шипки ги гледав, прават нереални ствари, скокаат се превртуваат. Јас тоа не го правам, мислам не сум Не у те тој ни филм. влече, да. Јас си бркам репетиции. У тој филм сум. Мене Ти репетициите сакаш ме влечат. simple and effective, Да. Си нема цело no репетиции. bullshit, Да. згипе, Колку имаш најмногу unbroken згибови? Имају предвид дека он само мртви пре. Околу 45-50 ќе ги направам. Мртви? Да. Врзани. Браво. Да. Се на памет изборам, не сум ги бројал така искрен да бидам И сега 30 да седам да ги многу. правам, ама ги цепам, зашто на пример еве сега пред некој тренинг исто правев големи бројки, последните серии истерав по 32-3 на веќе направени 500 и нешто. Така да верувам дека До тогаш тај сте ги не бројал. не, ги цепам, ги делам на си има вакво, ги делам по сегменти ми е тренингот по Во еден тренинг 500 правиш. Да, да. Као шо Па и повеќе, 15 не пати, Повеќе, не, повеќе правам, ги правам. 20 пути 20. Преку Не, има интересни концепти. Последно што правев има една Black Pyramid се вика, таа иде пирамидата е од 1 до 10, меѓутоа на секоја ја правиш 1 пута 1, 2 пута 2, 3 пута 3, 4 серии по 3, 4 по 4, 10, на крај стигаш 10 по 10, па после продолжував, тренингот ми беше, значи ја правам целата таа и после правам пирамида обично од 1 до 10, 3 пати по 10 ја си минам надоле. Излагаат околу 505 мислам дека се. Али тоа не е некој прехардкор тренинг, не е претежок тренинг сега. Да, Види, За не тебе. види. Вие не го правите за тоа така ви изгледа. Не е дека е нешто. Има и доста појаки Те тренинги. сваќам на што мислиш кога Стално има кажуваш поише така. Што врз. ќе дојдеш на тоа ниво, не ти Да, е... Не е тоа да, нешто да, драматично. јасно, јасно. Океј, не викам дека се не го потценам како бројка, Да. ама тоа е како јас за твоја спорт, ти кога ми кажеш колку возиш или шаре колку дига на снеч, ја не го правам Исто тоа. да, ми е и многу, тебе и сега, ти за го чека имаш треба да истиот стигнем до таму. впечаток, Да. така. Кај ти оние 8 сата што ти беа за тебе. Да, мене ми беше Возам тоа смешка како 8 тоа. сата, им како 8 сата, овој шо прави човек. Си збори за зона 2, си вози точак, незамисливо ми е 8 сата, не може да седам на стол. Затоа не сум љубител на Те разбирам у тој компарации момент, на да, Ово е да. подобро од ова. Како е подобро од кое? Така и мене ќе ми каже, боне, како си го направил, ти незадоволен од тренингот, и се, како да ти објаснам, друже. Ти тоа што Да, те мислиш дека сваќам, е ама врв, пак е мене ми некако, е знаеш. underachievement на некој начин. И Те тоа разбирам. не е- Ние тоа се е- исчуѓаваме на 500 згиба, тебе ти се... Не е, да, има се прават, не е дека е нешто Така е, драматично. така А и не е ни битно бројката тоа, знаеш кога форсираш само бројка е малце еготрип. Така. Бројката па бројката, не е битна бројката. Сега и за дедлифт важи истото и за килажи важи. Ако ја форсираш само бројката, битно е да го постигнеш тоа што си сакал да го постигнеш у тој период. Да Отиде речеме, на муката, не е битна бројката, црното, мрачното е битното. па не, види, ако само ја форсираш бројката кога направив толку репетиции, окей, тоа е добро. Ако бркаш само репетиции, ама има и нешто измеѓу што е поентата да постигнеш на тренингот. Дента не ти дело си измучил, значи не ти е секој ден исти. Други проблеми, ова те стиска, тоа те стиска, значи пак треба, Градиш карактер, бе? да. Од Не, дупката Случува се гради некад да си карактер. кажеш ајдам ќе правам 500 и идеш ги правиш и правиш уште 100. да, ми се дешава. Ми се дешава и да отидам Тоа по... многу често јас мислам дека ти се дешава. За детето сакам да те прашам колкаво е? Сега направи 5. 5 години. Да. Размислуваш ли дали, кога и како ќе почнеш да го воведуваш во некои од концептиве во тој менталитет за сакаш на што мислам, Да. не хардкор, не е дека е Веќе сум почнал со тоа. како еве нека и општо прашањето, затоа што јас скроз верувам во овој менталитет, скроз верувам во бенефитите, многу сме слични, во различни дисциплини само функционираме. Моето е 6,5, девојче, и почнувам да размислувам. И еве нека е општо прашањето за сите што се родители, како да ги воспитуваат децата
за да не бегаат од ова што го збориме. Нели повеќето луѓе кој да бегаат од ова. А видат мука, не, тоа не треба. Тоа е од мали се учи. Па како? Сега ќерка ми има направи. Ти имаш ќеркичка? Да. 5 години има, сега направи 5 години. Пробувам да внесам у приказната, ама суптилно. Гледам да не е нападно, зашто мислам, пак нити ја нити не знаеме како треба, зашто ще се мали. Така. Ама што и раскажуваш приказни нешто? Ја носам со мене, суптилно. Например, јас вежбам, ја носам со мене да гледа. Сега нема на концентрација да седи 3 сати со мене, шипки сат време, без разлика колку и да е. Само да си види. Да, шетаме, јас кидам ќе направам 10 згиба, 15 да го види процесот. Така. Да ја објаснам ова се згибови, ова се слекови, ова се чучњеви. Продолжуваме. Пак. Значи само преку... Сакаш да висиш малце, ќе дам да висиш. Ти си примерот и толку, не замараш поиш. Да го види. Во моментов мислам дека треба само да го види. Тачно. И да го слуша, барем у позадина гласот на тоа, идам да се борам, идам на шипки, идам да го слуша моментот. Браво. Зашто гледам дека, на пример, јас сум и нудам често, ајде со мене у сала ќе се борам, нези е досадно. Што ќе прави детенце од 5 години у сала? Така е, да. Нема незина генерација дечиња. Ама самото тоа што си рекол, она знае дека, окей, значи. И на пример многу ме луѓе го прават тоа. Така е. И ме исполнува кога се случува ретко сега за сега, ама се случува, ај отвори ми на YouTube да гледам борење. Топ. Најс. Ајде да ти видам како правиш вратило. И мене ми е тука ми е некој позитивен сигнал од тоа што го слушам позадина. Ти се топи душата. Да, тоа ми е. Ајде да пробам склекои како се прават. И мене ми е тоа ми е филмот. И се надевам дека нешто ќе има позитивно тоа. Сега ќе видиме како ќе излезе. Може грешиме и ние, ама пак кога ќе дое моментот за образование, дали таму ќе го продолжат тоа? Најверојатно не. Физичко пак нема. Ти ќе бидеш нема. Види, сега на ово време е добро што има приватни сектори премногу што ти го нудат тоа за твоето дете. Најмала рака и за тебе како возраст. Тоа е 2 пати неделата. Ќе одиш 5 пати, зашто 2 пати? Ја мислам дека домашното воспитување игра голем, кај мене игра голем. Секако нема збор. Јас сум насочен така. Верувам дека основата е таа, основата. И мене исто суптилно ми било така. Ај навратило малце, ај склеко. Кај мене па никој немало така. Па ете, значи, релативно е. Релативно. Јас мислам дека кај мене играло голема улога, зашто потсвесно сум го гледал моментот со спорт цело време. Бил присутен. Сега јас сум пак и тоа сигурно игра улога машко, женско, од татко ми сум го гледал примерот за вежбање. Дали сам себе, па чекај, јас сакам така. И гледам како трча, сакам и ја. Знаеш кој татко ти да видиш? Природно е. Кога си мал, нормално. Да. Си да ти ја работи сега. Дали тоа влијаело, не знам. Ама еве, например, не ми се десило мене во живот да паузирам повеќе од една недела, 2 од спорт. Цел живот сум со тоа, кога знам за себе сум со спорт. Било кошарка, пред кошарка било пливање година дена. Ама цело време вежбаш на одмор? Да, нонстоп. Не го гледам ја тоа воопшто така. Као на одмор сум, па се не вежбам. Ми текнува да ја усела тија рексо да си ги изјавам, што ќе ти се не идеш на одмор. Да, бе, да вежбам. А види, пичко, матери, кам будала, не ви на одмор одмори се да тија. Не го гледам така, не ми милја. Ама сега и јас не можам виш. Ова беше задни одмор кај што испод 5 дена трпење, се трпи. Па види, можеш да го пак намали го интензитетот на тренинг. Не мора да е интензитетот исто како кога си тука, ама пак вежбаш. Испоти се. Нешто да се дешава. На еден или на друг начин испоти се. Ама поентата е кога го имаш ти менталитетот, не е битно кај сакал некел тоа ќе дое. Ти можеш се силиш да не тренираш и после 5 дена да ти да се фрлиш од тераса. Џабе. За жал. Може требале тие 5 дена за да искочи пак. Треба. За да дојде тоа сознание, што го бутам со сила, бе. Јас сум тоа и крај. Зашто се спротиставувам? Ама некад па тоа е, знаеш, тоа е менталитет. Тоа е тема широка. Тоа е менталитет. Ведига треба одмор. За одмор, за тие работи. Според мене и за мене одговара 2 дена одмор. Сабота и недела не вежбам, јас сум од понеделник до петок секогаш вежбам, секогаш. Со исклучок на повреда или на болест. И еден ден сум сватил дека ќе одморам, утрената иде вежбаме, ајде пак ово на но. У рекреативни денови изборам се, не у такмичарските немаш избор. Али кој ќе се 2, више у недела навечер ми прифалуе и викам, леле, ајде утре дека дојде да се испотам. Вториот она желбата ми ја враќа и волјата, знаеш, не дека ќе немам волја ако одмораме, ама оптималната пауза 2 дена поред. Менува. Игра голема улога. А јас што сум сега у Мотивацијата е период друг. без ден, намерно експериментирам нешто.
Добро, јас сум Јас сум нашол цел живот моето. 6-1. 6 и јас Цел бев живот така. сум Сек- 6-1. секогаш. Понеделник до сабота. Имам недела пробувано со 5-2 и премногу одмор ми е. Као приметувам паѓање на фитнес. Као до толку многу се одморувам што има забораено тело во тренинг. Така ти мислиш, Сваќаш? Не, се мери тоа, се мери. Таа У оштрост. ендюранс спортот е можеби така, ама Оштрина, да. Некога е многу интензивно одговара одморч. Одговара да дојдеш свеж. Кога се многу долги дистанците на надпревар или на предизвикот, добро е да дојдеш малце, не пресвеж. Пресвеж не ти одговара. И заради тоа се експериментирам месец дена сум, ќе ти кажам за месец дена како иде, нема day off. А тоа е многу битна работа да пробуваш на Нема. себе, да видиш. експериментирај бе. Ако, значи, ја не се слагам на пример со такви норми. Ова е добро, ова не е. Да, добро. секој е Пробувам. различен. Ја еден период терав цело време, значи врзов по 2-3 недели без пауза тренинзи. Да. И тоа high reps. Имаше моменти кај што влагаш у овертренинг, ама сега веќе после тоа знам Каде дека е? можам и 8 дена да терам. Значи ја пак се правам паузи. Ама знам дека не е страшно да затерам 9 дена. Да бе учиш од тие моменти. Не морам да ми биде по шаблон. Сигурно 5 со 2, сознаваш 6 со телото. 1. Кажи ми, имам две конкретни прашања. Првата беше дали си ти тренер или ментор на некој? Да, имавме доскоро клуб за кикбокс Аха. и баш у Кросфит Скопје вежбавме, таму ни беше клубот стациониран. Имавме топ група, имавме такмичар и тоа доста И беше добар тренер. Да. Доста квалитетен такмичар имавме, ама короната бидна, тука не се искомплицира некои работи. А детето беше Океј, клучни тоа, години. потом. Па добро, Додека- он се тера и сега. Тера го гледам, да, Марче су. Марче екстра. Додека беше тренер, како се најде, како се осети себе си во таа улога? Убаво ти беше, сакаш да си тренер? Оти различно е Различно, кога многу ти си атлетата, ти си па атлетата, ама у исто време и си Треба тренер да му на пренесеш. некој. Ти се Види, кога се работиш, гледаш ли себе си у тоа? не можам да кажам дека се гледам 100% во тоа, затоа што, например, јас сакам да работам, кога нели, во клуб доаѓаат 1000 опции на луѓе. Некој рекреативец, некој сакам ова, некој сакам и нормално секој треба да му удоволиш. Некој има секој истиот филм што го имам јас. Може да го форсирам јас на некој мојата приказна, која таа приказна едноставно не е за него. Океј. Да речеме со такмичарот со Марче ми беше одлично и на мене и на Емил заедно што го теравме клубот, затоа што Марче има она етика спортска, хардкор е скроз, таков е карактерно и можеме да се разбереме тоа што го кажуваме. Ако На му иста кажам, бранова должина, на иста за бранова, Марче да. делеше филозофија. Да. Знам на што Марче е мислиш. борец, по Исто е, да, природа е да, борец. кне дете. Да, нема, ако му кажеш направи го ова 2000 пати, нема потреба да го проверуваш. Сакаш Не да треба си подсетуваш, тренер да. на некој кој што го дели и твоето all in. Види, он стигна да го дели со работа, со разговор, сме разговарале многу често, ама го интересира да праша. Ја не му го наметнував моето, мораш ти вака. Едноставно Марче праша, а зашто ова вака? Што мислиш за ова? Значи, пројавува интерес. Ако не пројави интерес за тоа, нема Да, сврха, да. јас него, ај прави ти се 2000 пати. Зашто би правил некој 2000 пати? Значи, ако си тренер, сакаш да си на таков тренер. Сакам да сум На Со- таков поедин, на таква основа, тип. на таква Да. основа, зашто Марче не дојде како таков. Марче дојде како и секој друго обично дете у клуб. Да бе, дете кој Дојде дете. во 8 одделение Аха. исто, дојде буцкасто дете, ама се гледаше дека двои по однос на тоа што сите идат у веце да пијат вода или завршуваат тренинг, сите се облакаат, ја дека не изчистиме салда, Марче уште у сала. Прави склекови, пробува, му кажав, не можеше ни еден згиб да направи, ја на шала му кажав за месец дена да можеш 5 да направиш. Он ги правеше 10. Почна со килажа да ги прави. Значи не е нешто што некој што треба ти се на глава да му дубише и правеше, не можев ми се спиеше, немаха него. Знам. Едноставно карактер и гледаш дека чекај, ова е мој тип на човек, дај да му кажам уште нешто плюс. Тоа Шампионски мене што ми mindset. фалело пример, Да. зашто нели сега генерација нешто и фали. Можеби некои ставови што сум ги имал во однос на, не знам, на репетициите сега, да сум ги имал пред 10 години, ќе сум бил уште подобар. Ама не си можел затоа што така прогресираат работите. Не си знае. Јас ќе му го кажам него, па он ќе го каже на некој друг и така Ретки се тие. така напредуваме. И другото што ме интересираше за овие стрит workout.
како се смислува структура на тоа? Ако има програма некоја, овие денови правам тоа, Има. сега некоја периодизација, некои фази, кој го Има. смислува тоа? Има. Малце е комплексно, мислам комплексно. Као и за секој спорт што е комплексно, секој си има своја комплексно секој спорт. Има милион начини како би го организирал тренингот. Јас некогаш цепам full body. Значи правам се. Некогаш правам само пуш, некогаш правам само пул, некогаш правам пуш и пул по одвоено нозе. Значи има милион начини како би можел да И го ова све е на организираш. шипки надвор. На шипки можеш да правиш прејаки тренинзи ако знаеш како. Еве ти гарантирам ќе ти направам концепт да го пробаш за твое ниво, не ти зборам сега според Пушеви, пулови, нозе, све што кажа. Све. Најс. Значи да се згазиш од тренинг. Плюс издржливоста многу се зголема, зашто Поише се тренира, можеме, дека е на репетиции. репетиции се гориш, значи ти цело време имаш нели емоми како што ги има и у кросфит. Имаш мал милион начини, сега не знам ни од кај да почнам зашто е многу широка темата. Битно можеш да постои, правиш прејаки сам тренинзи. си задаваш колку унапред си правиш план. За што ќе биде Зависи, не можам во мојот случај не можам да направам унапред план затоа што нели тука ми и греплингот приказна. Сега зависи и од греплингот, ако сме правиле јаки спаринзи вчера, ја утре да сум планирал да правам 2-3 дисклекови, не можам да го издействувам тоа затоа што сум изгорен од вчера. Не, едноставно телото Океј, не го сака. тогаш во поголемата слика како ги структурираш кои денови ти се греплинг, кои денови ти се како ти е У периодот? принцип греплингот го планирам однапред затоа што се веќе договорени групи. Колку пати неделно е тоа? Па гледам да биде 3-4 пати, гледам да бидам таму. Кога имаш греплинг тренинг, правиш и стрит воркаут. Ако има време, ако не, на пример ако е тренингот кога не сум на работа, на пример да можам од сабајле да направам тренинг, ги правам двете. Ако Значи, имам само имаш- една опција, тогаш се држам до тоа. Или. Да, тоа е тоа. Ама гледам да биде искомбинирано, да држам некој. Види, кога се два спорта упрашање, а имаш само еден термин у денот, е многу тешко да го изорганизираш времето. Нешто мора малце да пати во однос на другото. Да. Сега ако сакам ако имам некоја цел во однос на шипките, нешто да направам што сум го зацртал, за таа недела некоја бројка, тогаш ќе намалам од ова. Ако Јас. сакам да се подобрам, на пример се спремаме за такмичење, тогаш ги намалувам Океј. тој дел со трчање, шпринтови, шипки, идам повеќе на Значи не постои нешто као годишен таргет, као Не. годишен план. Јас барем не функционирам така, затоа што не можам да знам. Да се зададеш сега, например, на Дейвид Гогинс рекордот беше колку 4000 Еј, да бе, кој е сега рекордерот згибови? Симона Кемерон Хенс? Која бројката се знае или? За неколку плюс. Ама 4 колку? 4000 плюс, така е, отприлика. Не знам, стварно Не не знаеш? знам. Не пратам, не ме интересира баш тоа. Кој прави Аха. најмногу, кој не ме. Не си задаваш. Не. Не го Не, тангират дека самата моабетот дупка. ми беше не дали некој други, например да си зададеш нешто што знаеш дека ќе бара неколку месеца прогресија и тогаш да биде обидот. Па тоа го остварувам во греплингот поише. Зашто таму е борбен спорт и таму е таа приказна. Овдека Таму е со пикот, таму да, е со... треба да Океј, го сваќам. да, а овдека можеш да го правиш, ама тоаш би требало да бидам такмичар во стрит воркаут. Има Знаеш, и тоа? Има. Стварно? Па Има тоа што треба такмичење да со правиш, скоро. тогаш зашто ти е стрит воркаут? Зашто па тоа? Не се проведам. Искрено ти кажам, не знам. Тој прескакува во нашавме она луѓе што ова е подобро, не ова е подобро. Ја не го гледам тоа така. Јас види стрит воркаутот не е идеална опција за снага, издржливост, има сигурно болји опции. Мислам болји. На некој му прија да биде weightlifter, на некој му прија да биде бодибилдер, на некој мене ова ми прија. Се Кога проведам почна со стрит воркаут? од многу одамна. Јас од дете го правам, ама не формално. Не, Како што ти- вака посветено као сега, као ептен, гледаш, ти влага во неделата, ти влага во планирањето, не е ептен спонтано. Пред хардкор менталитет е. Не, претходно е, само што тоа немаше Инстаграм и такви работи. Јасно, па не јасно, можеше. јасно. Сигурно има 10 години. Ама вака да си програмираш тренингче ова. Исто го правев, исто го правев, да, пирам, исто да го правев. Тогаш не знаев доволно, па ми фалеа некои сегменти. Не знаев како да организирам, немав искуство доволно. Па учиш у текот на процесот. Зашто има, например, у Косле, на тие шипки кои што вежбавме, доаѓа стварно квалитетни дечки репсери што тераат повторувања. Репсери. Да.
Реп. Научив нов термин, репстери. А Ке бас ке те разговараш со прашав еден- дали почесто идеш сам или гледате да си се договорите поише дечки на Не, сам, шипки? сам. Идеш ако најдеш, некој најдеш. Ако најдам, да, Ама иначе некад сам. се договарате? Со да. репсерите? Да, има дечки што се стварно и сега знаеш како ќе разговараш со некој, ќе научиш нешто ново, ќе ти каже нешто, ќе си го усвоиш тој концепт и ти ќе го пробаш и со текот на годините Да, стигаш да. до некој. Па ќе чуеш он пробал ова, чекај се. Тука е многу битно да си отворен, да не си затворен карактер. Јас знам, па знам. Ме свегаш. Јасно. Моето е најдобро, па Не е моето. најдобро, нити сум ја најдобар, нити е моето Така најдобро. си е. Имам пробувам да остварам квалитетни контакти со луѓе од тој спорт. Да речеме од Србија, од околниве земји, има стварно добри дечки. Ќе прашаш од него, ќе видиш он како вежба, ќе те научи, ти ќе го научиш него и прогресираме сите заедно. Постои и надпреварувачки дел во тоа, така? Да, ама Има не сум веќе многу упатен. организирано. Има доста добри дечки кај нас што се у тој дел. Има она со плуски лажи, згибови со плуски лажи, маселап со плуски лажи, ама не сум точно упатен како идат правилата и како. Со плуски лаж. Има многу јаки дечки што го прават тоа. Има стварно добри дечки. Сега кај нас е пак на пониско ниво организирано све тоа. Во почетоците се градат и они приказна, али има доста добри дечки и тоа ми замисла да што ме праша со хардкор менталитетот. Да, Сите баш тие убаво што дечки. се врати, да. Вакви дечки, знаеш, да се собираат, може ќе ти се допадне тебе концептот. Возиш точак, ајде Нино, кај се да правиме тренинг на шипки. На 2 септември правиме сите заедно. Организираме 2 месеци напред. Се собираме сите што сакаат. Еве јас ќе се нафатам да го смислам тренингот за сите. За основно ниво, средно, високо. Сам пронајди се што ти се свиѓа. Битно е да се дружиме, да спортуваме заедно тој ден на шипки. Утре, не знам, се договараме 50 души ќе возиме точак. Јас сигурно нема да бидам на нивото на кое си ти. Ама ќе возиме, ќе се дружиме, ќе научам некој концепт од тебе. Пак е тоа здрав дух. По мене многу е побаво тоа него да идеме у кафана да пиеме алкохол. Како? Ќе се дружиме, ќе јадеме Така. убава храна, ќе збориме за убави работи, за некои вредности, за нешто. Тоа е моја некоја замисла. Можда утопија, ама Ама и така се... Не беше утопија. Да. Баш те заследив сега така да ќе гледам на Инстаграм. тоа ти треба да ме помош во однос на инспирираш. тоа. Ќе ти помогна, не е никаков проблем. Виктор ќе знае да се изгори некаде на Ниновка ќе направам денес. Третента збориме миловка да ти. Ама што се деси? Што се деси за да се пронајдеш у тоа? Како се занесе? Онака нешто случајно отиде на кеј и виде шипка или Не, сега ги кажам. Значи, ти викам, од многу мал со татко ми почнав на шипион, си го тераше тој филм. Од него не го правеше он на ова ниво како што го правам јас со концепти, со такви работи. Old school. Со тек на време учиш, нели, создаваш база, па пробуваш нешто друго, па пак се враќаш на тоа. И некако со тек на време шипките ми дојдоа како наједноставна опција, усмисла на тоа не зависиш од време, не зависиш од сала, не зависиш од опрема, не зависам од ништо. Шипките си се таму, дали врне, дали е ладно или не. Сега, ја немам проблем со тоа, мене не ми смета лично. На некој му смета и тоа е релативна работа. Ама шипките нема си што се да му смета. таму. Хардкор менталитет. Што ќе Некој му може, смета? некој не Ама може. нема, не може. Се лизга шипката. Е, Како не ќе има решен- плюкнеш? Има ракавици ние работнички. Ма Немаш какви да- ракавици бе, пу. И тоа ми е наједноставна опција, кога сакам можам да се изгорам, ми се дешава некад да немам кога, идам на шипки од 2 сабајле, у 1 сабајле. Имаш некој малски? Или Има, ама ама бегаш? зависи кај ќе налетам. Кај сум у моментот, Аха. сегде знам, има апликација за вакви болесници што се, имаш локатор на шипки. Што збориш? И ја кај да идам да патувам, отварам локатор на шипки, кај има. За света збориш? Да, бе, да. Окей, Идеш и мислев бараш. што има за Има и со Скопје. Скопје, ги има. Сега ги нема сите зашто не е третирана и Ама има на мапа. Што Кеј, збориш? искрено да кажам, јас пред да Вау. идам било каде да патувам, гуглам каде има шипки и мене ми е тоа прејако да идам да ги видам шипките. Смешно звучи, мене ми е прејако. Жими се. Не е смешно. Прејако ми Мене е. секад ме фасцинира луѓе кои се обземени со нешто. Многу ми Ти е. си обседнат. Многу ми е битно тоа. Ти си Да, многу ми е битно Скроз. да има простор да трчам таму, шпринтови некои да правам, да има уште пример да има сега идеалистички го кажам, уште да сме екипа, па да има шипки, да има треба, па да се бориш, па тоа ми е рај. Сонот. Рај, А рај. тука нека такви тренинзи паѓаат? Да доеш со граплери на шипки, па плюс да Па искомбинирате идеме, нешто? да, идеме на пример, не ми текна школата како се викаше у Карпошка, што идеме на шипки, таму има убави шипки.
шпринтови правиме, има гума огромна тешка за дедлифти, па после тоа тука на треба да може и бокче да се лупне малце, ќе се Тоа викам. побориме техника, ќе изработиме грепли. Поправите нека тоа. Да. Да. Каков? Сидеме, тренинг е. сидеме горе на водно, исто има едни шипки, не знам дали ги знаеш, Жаре? Кај крстот десно? Или Не, по не, трим не, не, патеката? Скроз горе. Не, кај првиот паркинг на водно што Да, од бе, по лева тримот. страна, Што треба да го ти е истрчаш? вратило и разбојма. Десно има и право скроз кој ќе истрчаш. Да. Да, бе, ќе знам. Таму си правиме шпринтови, си цепаме згибови. Топ. Во лето идеме таму, правиме Идеално. тренинг. Идеално. Топ е таму, многу. Идеално. Те слушам и знаеш што се Ти се привежбуе, признајмо. Не, го сваќам стрит моментот зашто е најдостапна форма на тренинг. А ти едноставно имаш No excuse форма. биолошка потреба да го направиш тренингот no matter what. Да, ако сум зацртал го правам. И кога си почнал, и кога си... Знаеш, ти си почнал од мал, ама после и кикбокс, и едно, и друго. Си пробуваш секогаш, сакаш да експериментираш, да пробуваш повеќе спортови, ама секогаш ова ти е како фейлбек, како се враќаш на ова, затоа што тоа секогаш е тука, пост не ти бега. Тоа ми е основ... Нема немање тренинг. Да. Во секој случај, без разлика сум прескокнал тренинг од X причини, не сум можел да стигнам од, нели, или он обврски, ова, она, испаднало, не сум отишол на тренинг, шипките ми се тука, не можам да кажам, Не Нема А работеше. дома колку често дома имам лупаш? све што се од тоа имам и дома. Се што? Се имам, И шипка? кетелбели, Нема Вратило, душа таа разбој. шипка кога надвор. да, друго е, хемијата е друга надвор. Али тоа не ми е пак и да истура надвор, да еве не е изводлива се направи сега тренинг, или е загадено многу, сум заглавил на работа, било која да е причината, имам вратило дома. Имам разбој дома, имам тежини дома, чушњеви, мислам, све можам да правам. Ама преферираш надвор да ти идеш, а? Преферирам да. Преферирам Ептен, ако не бива, Ептен, ако е многу... дома е последно. Опција ми е у теретана да отидам, ако е многу загадено надвор. Друго, значи си имам најдено шипки кај што има стреја. Значи точно знам за која пригода кај да идам. Кај се со стрејата жити се. Добро, палиш кола и одиш. Борис, Да. таму има стреја и не фаќа. Тие ми се надвор. Абе, ти нивните ги... Да. Кај нив разбојот таму го правам на кјошот од вафото од тоа гелендерот што е. И чекај, палиш кола, идеш на тие шипки и таму прешеме па се враќаш. Да. Имам шипки кај што е добар разбој. Пример, идам на тие шипки стригно, таму имам добар разбој, таму да го правам разбојот. Разбој беа Пропаѓање. две. Да. Дипс. Да. Имам добро Две за шипки. склекови, има Да. убави шипки, идам таму да правам склекови. Тачно си имам. Пример, сакам Преако. дедлифти да правам, идам у тоа школа, да не ми текна која беше, па ги кажам. Вера Циривир. Камен. Не. Камен човек. И има таму голема гума за дедлифт. Денеска ќе правам дедлифт, идам у тоа школа, правам некои на шипки некои треничи, после цепам дедлифти. Нешто со исхрана пазиш? Гледам да сум у суфицит со калории. Јадам се што ми... Плюс. Плюс. Јадам се Сакаш што ми да качуваш? подобро ми е кој имам. Сум пробал еден период, се тестирав на себе да видам она интермитен и такви работи. Аха. Првиот период ми е добро, после тоа нагло ми опадна енергијата. Силата за ендюренс, пример, многу ми смени. Јасно. И Па немаш. Нема калории. на од овој, кај? на овој начин, пример, Да. мада има дечки што тераат хајрепс со скроз различен начин на исхрана. Се они не се борат, работат само шипки, Аха. може тоа име нешто различно, не знам. Од тоа ја што сум пробал на себе, многу највише ми прија кога јадам се што сакам, запазвам се да има доволно протеини, доволно јаглехидрат, Мгм. доволно масти, витамини, сите тие работи ги покривам, ама јадам што ми се јаде. Сега пак не јадам бурек секој ден. Значи, ама фокусот ти е На и перформанс. си намерен во тоа да си во суфицит, да си во Да. Да имам да плюс имаш калории. внесено поише од што си Да, истрошил. да. Тоа значи дека внимаваш и цело време мислиш на колку имам истрошено. Да. И Од колку тој аспект плюс да. за... Од тој аспект да. Не внимавам на начин нели како што прават билдериве, пример, точно да знам Тоа кога- не е до толку. Не, тоа не го Ама правам. количината е Ама ми се важна. случува и да не ми се јаде да јадам на сила, што знам дека вечер имам јак тренинг борење и треба да ми требаат да, калории. Па да. утре сум значи имам некој концепт у глава што би правил сега за утре имам пак згибови или не знам, чучњеви многу или што и да е небитно. Ми требаат калории, ми требаат јаглехидрат поише пример за тоа. Појачувам на масти, зависи, сам си го организирам. Нели е и предизвик и тоа, дека ова ми е скроз познато и јас сум често во тој предизвик ми е да внесам доволно, толку многу трошат тренинзите,
што ја немам време кога да ги внесам. Да. И И тоа е исто повеќето луѓе мислат дека е многу тешко да јадеш, да си на диета за малце јадење, ама не е ни лесно, не е ни лесно Праша да еден треба бодибилдер. да треба да јадеш Готово. многу. Као не е само бутај. Колку ќе буташ? Тој Нема, тоа е ај, Кога? внеси 6000 калории. Си завршил тренинг у 7, треба си легнеш у 11. Еден оброк да пропуштиш готово. А јади 3000 сега. Каде бе, сваќаш? И мораш на junk food да се пребазиш. Да. Ја го правам и тоа. Пет И сникерса тоа сака маваш. да те прашам да ми даеш малце инсайт као долови го и тоа дека е предизвик и да внесеш доволно. Да, види, не сум доволно, Како не сум имаш доволно некоја стручен. стратегија, некоја финта како успеваш да јадеш често, јадеш многу, јадеш. Јадам често, јадам многу. Тоа ми е генерално се разбирам што правам со храната. Не сум до Да, толку тоа многу се навлезен подразбира, и да, не сум не сме стручен до за да толку. можам да навлезам премногу во тоа. Не сум, пак ќе кажам, стручен, ама знам што правам. Знам кога треба да појачам на протеини, знам кога да намалам со калориите. Сега ја мерам вагата на пример зашто нели такмичењава што се греплинг си има категории. Да не забегам и со килажата, да држам пак некој ниво, али за да јадеш у суфицит е исто замарање како што е да си у дефицит. Твојава Ако не сум- стратегија, значи твојава стратегија е често јадење. Често и многу. Као стануваш одма јадеш, Па после тренинг настанување- одма јадеш. Не ги правам така. У принцип ништо не ми е поделено од напред сега морам утре да јадам. Ништо не мора. Така ми е што мора, а утре ако нема храна што ќе правиме? Ништо не мора. Сега имам пристап до храна, не дека не можам и без храна. И тоа сум го правил, не ми пријо за тренинзи, значи можам и без храна. Знам. Ама гледам да јадам заради перформанси, не заради задоволство. Така, Не дека нешто мене многу ми се јаде, сега не сум некој тип што Знам. ми требаат калории, ми треба месо, ми треба јаглехидрат, сега по секоја цена ќе го изедам. На сила ќе го изедам. Ти у што фаза си сега, на maintenance? Суфицит, дефицит? Појма, нема, тоа никад не сум гледал. Знам дека сум зачистен од кога почнавме со Fit Guru и толку. Summer ready. Да. Во Ја јануари. момент ја не го пратам. Не се немам тие фази да ви чистење ово на тоа. Не бе се зезам па ти тама работа, зашто се пази цела година глупост. Не, јас Дали е јануар или јули, тоа е телото, е истото е кога си јадам за константен и перформанси, за вежбаш. да можам тренизите да ми бидат на ниво. Тоа ми е битно. Другото, Ја пазам за здравје, брат. Ти си за перформанс, мене перформансот ме интересира. Мора не да помага Fit Guru. помага. Зашто е квалитетно, здраво, Ти чисто. знаеш за Fit Guru? Преку вас, Да? тоа го слушнав. Епа, значи и пред нив ја сум сега у таква фаза да јадам у суфицит. Накачувам волумен многу на тренинг од недела и поарно ми е и да се поправам некое килце, отколку да си дадам на телото толку многу тренинг, а да нема, па да треба да земе да минусира од негде и ќе минусира од перформанс, нешто ќе страда. Сум читал доста за тоа, има испротивставени мислења на оваа тема. Гледам доста и подкасти, уште не сум ги изреализирал у глава онака тоа што сака да го кажат како би изгледало све тоа. На тоа што сум го пробал на мене ми смета кога сум у минус. Многу има врска за што ти е целта. Може би научно гледано некој што разбира повеќе може да објасни дека ја уствари не сум управо, ама во моментов и да е пласибо, мене ми прија. Во моментов ми прија. Ама и не заборај на индивидуализмот. Секој човек е различен. Кажам, мене тоа ми прија, затоа кажам. Така. Може од естетски аспект не е добро зашто нема да имам six pack или не знам, ама мене тоа не ме интересира. Не те тангира тоа. Ја друго гледам. Може би перформансите ќе ми бидат подобри. Затоа и процес на учење се ќе дојде некој, ќе се погодите, ќе се склопат коските, ќе дојде и ти каже Нино, ај пробај го овој начин. Ај со стомашче може поле ќе ги давиш. Па ќе пробам, ќе видиме. Тоа е поентата да учиш да видиш нешто ново. Во моментов сум на тоа гледиште. Ја верувам, периодов сум станувај јади. Јади одма, оти ќе нема време. Ќе нема време, оти треба станам да јадам, да се спремам и об тренинг. Ајде 3 сата. Заврши тренингот, чека одма јади, оти ќе нема време. И среќа 2 оброци, шлап тука, одма спремни, едниот одма, тренинг, одма другиот, ај сега обрска што има на работата,
Ќе снема и нема време, нема, треба се внесат 6000 калории, кога ќе ги внесам, а не Шест ќам да много. јадам у 9, у 11. Деле 6000 колку. У Шест е 10, много. у 10 ки си легнам, сакам до 8 да сум готово, толку, дури да заврши тренингот, Толку е. дете, школа, ово, оно, толку до 7 и кога ќе ги јадам? Како помага? 6000 се многу. Па е, кога возев толку беше, тренингот е само 5000. Сегаш, и уште 2 дена, кога возев 8 сата, ама тоа беше да си возикам вака, Тоа тебе ти е Добро, ништо. тебе ти 8 ништо. сата, 8 сата, кој Кој и тебе сад 500 сгибаш од тие таа ништо. вожња, например, некои 4.500 калории беше, ама сега таа е, луѓе мислат екстремен пример. Ја истите 4000 можам и у 3 сата ги. Така деп малци Ја интензитет. нема се 4000, ама ќе има 3. 3000 калории тренинг и 2000 у денот, 5000, ама саш да си суфицит, саш да си плюс, значи треба 5,5. Да. Кога Проста бе, математика. Кога 5,5 не ги седам? Многу е, многу е. Тој што знае како јат калориите, да реално е многу. Мислам, бара посветеност. И готвење, и време. Дечки и Нино, многу ми е мило. Фала ви, фала ви. Мора да привршуваме. Тоа е, фала ви. Скрос верувам у хардкор менталитет и ми се свиѓа што толку длабоко е во тебе тоа. Не ќам луѓе да завршат со површинското. Хардкор. Хардкор менталитет, знаеш, кан површинско. Да бе, да, поентата е да си ги скинеш жулевите на рака. Не. Се надевам и ти помогна да доловиш во што вистински тоа значи, во животните вредности, што таков менталитет ги нуди. Фала ти многу за тоа. Јас те скоро сум на иста бранова должина. Ти, Жаре, имаш некои завршни зборови? Дека е одличен фоллоуап на прошлата епизода. Вие човек што знае како од црната дупка да се тапне малце да Да. едноставно се надградиш себе си у секој аспект, не само физички, него 99% у главата што таму доаѓа се. Таму е све, дефинитивно. Фала ти што дое, братче. Фала ви на вас многу. Фала уште од мене огромно. Фала и на вас што гледате и што не пратите, а ние ќе се потрудиме да носиме вакви инспиративни ликови. Сега за сега Натак. толку. Поздрав. Поздрав.